Македонија ги живее најжешките денови летово. Температурите на многу места достигнуваат над 40 степени. Улиците во Скопје празни. Оние кои можат ги избегнуваат најтоплите часови, но оние кои мораат да излезат бараат сенка. Жештините не ги поштедуваат ниту животните, кои исто така бараат вода и сенка за да се разладат. Лекарите со предупредување, високите температури може да влијаат лошо на здравствената состојба и да предизвикаат топлотен удар. Треба да се знаат и основните симптоми кои што може да бидат. Тоа се вртоглавица, значи главоболка, без сознание, соодветно може да се појави мускулен грч, кој што мускулниот грч ако се јави значи до 1 час и ако не се регулира со ладна вода и доволно хидрирање, тогаш дополнително значи треба веднаш да се викне итна медицинска помош. Освен тоа, лекарите советуваат во периодот од 13 до 17 часот да не се користат шпорет, рерна и други уреди што дополнително ја загреваат просторијата. Апелираат на внимателност и со клима уредите. Разликата меѓу надворешната и собната температура да не биде преголема за да не предизвика температурен шок. Според општите препораки, ако температурата е на 39, значи треба да биде приближно на телото кој што им одговара, значи да не биде 20 степени Целзиусови, туку околу 25 некаде, за да може значи потоа да се прилагоди организмот ако излезе надвор, на отворен. Други дополнителни мерки, тоа се во однос значи на носењето значи на светлата облека, носењето на капа, заштитните очила на оние кои што веќе излегуваат на сонце и дополнително SP30 фактор, кој што се препорачува обавезно да се користи. Според прогнозата на УХМР, топлотниот бран ќе се задржи до среда, а од четврток наместа ќе има нестабилност со пороен дожд, засилен ветер и појава на грмежи, а температурата тогаш се очекува да упадне за неколку степени.